Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте на оние кои сега се вклучуваат на нашата фреквенција. Утринска програма на Телма, рубриката Да си кажеме. Ова утро традиционално во секоја втора среда гостување на представници од Канцеларијата на Народниот правобранител, омбудсманот на Република Македонија. А ова утро тема се правата од областа на инвалидско и пензиското осигурување и здравствената заштита, односно доколку ви е оневозможено право на пензија или ви се забавува постапката пред надлежните институции, ќе можете директно да се вклучите во нашата програма, почитувани гледачи, бидејќи ние ова утро ќе ги отвориме нашите телефонски линии за вас. Гостин во студиото е Драги Целевски, државен советник во Канцеларијата на Народниот правобранител. Господине Целевски, добро утро. Добро дојдовте во студиото. Добро утро. Како што најавивме во претходно, зборуваме за областа пензиско и инвалидско осигурување и областа здравствена заштита. Да. Што подразбира овој корпус на граѓански права? Па да, со Законот за пензиско и инвалидско осигурување и со Законот за здравствена заштита и здравствено осигурување утврдени ли се права за граѓаните кои ги остваруваат во една постапка пред Фондот за пензиско и инвалидско, односно пред Фондот за здравствено осигурување. Во делот на пензиското осигурување секако е прво е остварувањето на правото на пензија, дали станува збор за старосна, семејна или инвалидска, како и прашања поврзани со матичната евиденција која се води во фондот, врз основа на кои податоци потоа се пресметуваат висината на пензијата. Во делот на здравственото осигурување е постапката за да остварат одредени права, например, правото на надоместок поради боледување, правото на рефундирање средства, односно на доместок доколку е извршена некоја здравствена услуга надвор од Република Македонија, правото на здравствена заштита од оделни категории на граѓани, дали станува збор за лица со ретки болести или да речеме бремени жени и така натаму. Во случај на било која повреда на некој од овие права кои ги наброја господинот Целевски, почитувани гледачи, ќе можете да се вклучите директно во нашата програма на нашиот телефон кој е веќе испишан на екранот, да ве вклучиме во програма, да се обратите, да ве поврземе со представниците на Народниот правобранител и тие да се обидат да ви помогнат во натамошната постапка пред надлежните институции. Инаку, како што кажа господин Целевски, станува збор за остварување на правото на старосна пензија, за остварување на правото на инвалидска или предвремена пензија, како и за вашите обиди да излезете низ лавиринтите на Фондот за здравствено осигурување за надомест на штета или за надомест на лекување, за боледување. Лекување, така, да. Така што поканети сте, почитувани гледачи, да земете активно учество во емисијата. Каква е првично оценката? Дали граѓаните имаат често проблем и заглавуваат во лавиринтите на државните институции, кои генерално во годишниот извештај ги оценувате како троми, како инертни, бавни? Да речеме, како некои податоци статистички, можеби за тоа говорат, во 20-та година биле 109 предмети од делот на пензиско инвалидското осигурување, во 21 88 предмети, тоа се податоци од годишните извештаи кои се објавуваат и кои се пред парламентот на усвојување. Во областа на здравство бројките се малку пониски, 20-та година со некои 53 предмети и 21 со 80, меѓутоа тоа е време, тие две години се поврзани со пандемијата, каде што тие состојби, не знам дали се најрелевантни. Поради тоа што ги принудија граѓаните да седат дома и се беше ставено во мирување на некој начин. Мислам, оваа година повторно се враќаат тие статистички податоци како од претходните години, кога тие предмети се над 150 и во едната и во другата област. Да, ќе продолжиме понатаму со објаснување. Го имаме првиот гледач во ова утро. Повелете во програма, сте кажете кој е вашиот проблем. Дали се слушаме? Добро утро на првиот гледач. Во програма сте, повелете. Добро утро. Поздрав до вас и до гостиното. Ве слушаме со господин Целевски. Кажете кој е вашиот проблем? Ја малку можда е настрана од темата, ама сакам да опрашам гостинот. 2015, 2016 и 2017 немам платено по 5 месеца здравствено и пензиско осигурување. Од таму наваки до ден денеска се е платено. И ја не можам да користам здравствено осигурување. Пензиското за тие 3 по 5, 15 нема да го користам, нормално на крајот на пензионирањето,
здравственото, тие 3 по 5-15 не сум ги користил тие години, али сега ја плаќам здравство, не користам. Вистинска адреса сте. Значи, Да. господин се јавува на вистинско место, како и во која смисла може народниот правобранител да му помогне? Значи, законот кој обврзува да се платат придонесите во делот на социјалното осигурување, би рекол, кој се однесува, значи под кој потпаѓа како здравственото, така и пензиското. Доколку има според законот за здравствено осигурување, бидејќи велите дека во определен период на години не се плаќани придонесите и затоа ви оспорено здравствено осигурување, упатува на посебна процедура пред фондот, значи затоа постојат определени параметри кои треба да бидат исполнети, односно прекинот на здравствено осигурување треба исто така да биде пријавено, за да може да се дојде до определени податоци. Не знам дали во моментов немате здравствено осигурување, тоа е посебен проблем, значи ако редовно сте продолжиле да плаќате, и доколку сте имале веќе спорна ситуација со фондот, односно подрачната служба, зависи од кој град, дали од Скопје, од било други, а тие не реагирале, можете слободно да аплицирате кај нас, да ги провериме состојбите и да... Може ли за гледачот што се јави, значи Слободно. Драги Целевски да го побара на телефонскиот број подосна по завршувањето на емисијата да ви ја достави на увид документацијата и да му нема помогнете проблем, може и надлежните телефонски, значи тоа е 329 329 335 локал 609, автоматски го бира. 335 локал 609 е кај мене у канцеларија, автоматски, слободно јавите се или дојдите, значи ние од 8 до 16 часот работиме секој ден со документацијата, ќе разгледаме, ќе видиме ако има основ, ќе формираме предмет и ќе тераме понатаму. Да, благодарам за гледачот. Му велиме добро утро и поздрав до следниот гледач. Ве слушаме со господин Целевски во програма. Добар ден, поздрав до вас и до гостинот. Јас само накратко сакам да прашам. Се оперирав од колк, артроза на колк, вештачки колк ми е вграден, протеза, целосна. Кога поднесов барање во Фондот за здравство за банско лекување, ме одбија затоа што во отпусното писмо не била внесена шифрата на диагноза. Меѓутоа, во диспозитивот на отпусното писмо убаво си пишува дека ми е вградена целосна протеза и имам право на банско лекување. Се обратив на клиника, имав и конзилијарно мислење. Во конзилијарното мислење ми внесоа сите шифри што биле потребни. Ми даде уште 2 специјалистички извештаи од контролите, во сите тие беа внесени шифрите на диагнози. И првостепена комисија лекарска негативно решение и второстепената и кај министерот се жалев негативно. Зошто, мислам, што сум крива јас за шифрата на диагноза? Да. Ви благодарам за јавувањето. Ете, од некој од надлежните не ја внесло шифрата и сега граѓанката, гледачката Господ го изгубила правото на банско лекување. Не знам пред колку време било тоа, значи колку време е поминато и во рамките на постојните позитивни прописи како може да се постапува. Значи шифрите за конкретниот случај, шифрата на болеста ја внесуваат лекарите, специјалистите. Значи таа документација се составува дали од страна на матичен лекар, дали од страна на специјалист кој постапува, дали од болницата каде што е извршен тој оперативниот зафат и може како што кажува и гледачка, може да дојде до некоја си состојба да се направи некој пропуст, да не се внесе некоја шифра, иако нели сите други документи, како што беше соопштено, биле соодветни на потребата од одобрување на банско лекување. Не знам дали, значи, после таа управна постапка, бидејќи првостепена и второстепена комисија, како што кажа господјата, негативни одлуки донела, дали понатаму ја продолжила постапката пред управниот суд, бидејќи нели има право секој граѓанин согласно уставот да побара судска заштита кога со некој управен акт не го остварил правото, доколку смета, се разбира, дека ги исполнува тие законски услови. Не знам дали таа постапка била пред управниот суд, иако
тоа е врзано со определени рокови, затоа и напоменав на почетокот во врска со овој случај дека е потребно во кој временски период се одвивала значи оваа постапка. Сепак, исто како и претходниот гледач, во секое време може да контактирате со нас, со канцеларијата, да видиме дали има основа, пред се правна основа, за да може да направиме една проверка. И секако, дали постои некој правен лек, така да кажам, во конкретниот случај каде што би можело да се врати постапката навистина, граѓанката навистина не е одговорна што не била внесена шифрата од страна на лекарот специјалист. Предпоставувам дека и после операцијата граѓанката следела, значи определени контроли, преземала одела на лекар каде што состојбата се следи од страна на стручни лица и веројатно и сегашното мислење од нивна страна може да прејудицира некое си банско лекување. Така. Значи повик до гледачката да се јави на телефонскиот број 02 3129 335 локал 609 и да го побара државниот советник Драги Целевски. Да, Господин Целевски, спомнавте во минатогодишниот извештај за минатата година 109 предмети во областа на остварување на правото на пензиско и инвалидско осигурување и 50-тина од здравствената област. Да, така, да. На што најчесто кои повреди се најчесто застапени на нивните права и како во која насока вие како народен правобранител можете да им помогнете? Накусо да објасните до вклучувањето на следниот гледач, за да ги поттикнеме и другите... Да, значи постапката и во едниот и во другата област секогаш постои едно одолговлекување на постапка, дали пред едниот, дали пред другиот фонд. Дали се работи за првостепената или за второстепената постапка. Значи тоа е една активност која презема редовно народниот правобранител. Поднатаму е, значи можеби кога станува збор за остварување на правото на старосна пензија, значи да има проблем во однос на матичната евиденција, дали сите податоци се евидентирани, каде што народниот правобранител може да побара од страна на фондот повторно да се разгледа случајот и доколку има повреда на закон или да се коригира решението. Иако мора да напоменам дека таа матична евиденција се води врз основа на податоци кои ги доставува работодавецот, значи фондот едноставно ги калкулира. И затоа понекогаш има такви случаи, такви проблеми се јавуваат да граѓани да се повика дека за одредени години не им се уплатени придонесите. Мислам, тоа е работа на работодавецот. Карактеристично е во област на пензијско и инвалидско, значи оној проблем со времените инвалидски пензии кои неколку години наназад е присутно во да, и тоа го нотирате како правен абсурд. Па да, значи еве и годинава, ако имаше и годинава имаше пак некој си... Ке може ли, само господин Целевски, извинете што ве прекинувам, во интерес на гледачите, ова за времените пензии, тој правен абсурд да го објасните малку подоцна во текот на емисијата, сега да го вклучиме нашиот следен гледач. Добро утро, повелете во емисијата. Ве слушаме, повелете. Само едно кратко прашање. Се работи за сопругата. Имала своја лична продавница и во работната книжка пишува дека има стаж 11 години. Дали сите се платени придонеси, меѓутоа и недостасуваат 2 години. Дали тука малверзации има направено книговодителот или што е кога бевме во фондот за пензијско и инвалидско, ни кажува само дека 9 години има стаж. Кај треба лично да се обратиме? А своја лична продавница и се е платено придонеси. Благодарам за јавувањето. Книжка пишува 11, точно 11 години. Ако добро разбравме, не достигаат 2 години работен стаж. Да, така. Значи, основниот услов за остварување на правото на пензија е 15 години стаж. Во кој 15 години треба да бидат платени придонесите. Ако не се уплатени придонесите, тоа не е работа на фондот, значи тука станува збор за проблематика од областа на работните односи. Како што гледачот истакна дека станува збор за приватен бизнес, значи сами ги уплатуваат придонеси. Придонесите во државата, значи се уплаќаат преку управата за јавни приходи. Претпоставувам дека таму е адресата каде што треба да се провери, односно со документацијата која тие ја имаат. Ете, значи, гледачот изрази сомнеш во книговодителот. Дали е кај грешката или некој намерен... Ако е книговодителот, тогаш е сосема некоја друга работа. Мислам, веќе станува збор за некој... Но во секој случај, дали можете да го земете во обзир и гледачот што се јави да ви се обрати? Не можеме, бидејќи кога станува збор за приватен сектор, народниот правобранител нема надлежност. Доколку проблемот е адресиран од страна на државен орган, државна институција или ние може да постапуваме. Меѓутоа, тука не станува збор за
постапка пред фондот за пензиско, да речеме, бидејќи за придонесите, бидејќи и самиот истакна со книговодителот треба да се провери каде е сравнување, така да кажам, на евиденцијата во нивната продавница и уплатените придонеси. Тоа се документи од трајна вредност, се чува, значи не може да бидат загубени, може лесно се провери. Така, го должите одговорот, односно јас ве прекина во однос на времената пензија, меѓутоа имаме јавувања да оставиме на гледачите да го кажат својот збор. Повелете, во програма сте, кој се јавува? Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Се јавувам од Кавадарци. Поздрав до гостинот, имам 55 години. Со еден бубрек, шеќераш, видот ми е слаб и 13 години имам само стаж. Дали имам право на инвалидска пензија? Благодарам на јавувањето. Тоа е прашање, да. За лекарската комисија е повеќе. Уште не е стасано до народниот правобранител. Претпоставувам, се вие ќе објасните повеќе. Постапката се разбира, значи апликацијата се упатува до фондот. Фондот е тој кој ги проследува, да речеме, барањата од граѓаните до комисијата, каде што треба да се изврши определен преглед, да се утврди наот и мислење и се разбира врз основа на документацијата која ќе биде приложена да се аплицира за добивање, се разбира тој наот и мислење од релевантно значење кој ќе биде утврден од страна на комисијата и потоа фондот е тој кој треба да донесе решение. Гледачката изјави дека има 13 години стаж, но и неколку тешки диагнози сега. Тешки диагнози, значи сепак тоа е прашање пак на недослед на тие 2 години, бидејќи законскиот услов е како за старосната и за инвалидската да има 15 години стаж, што во конкретниот случај не е. Значи тоа е законско решение кое е во сила. Одиме со следниот гледач. Добро утро, во програма сте, кој се јавува? Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Слушај, су во емисија, во ред, да? Да, во програма сте. Ве молам, овој гостин од вас ве поздравувам. Ме интересира да ми каже за семејна пензија. Имам синја, а после, јас сум пензионер, а после умирачката моја, дали може да се наследи пензијата на него? Пошто е тој болен, разбираш, тој е ретардиран. Доколку детето живее со вас, значи, и болест е утврдена, има основ, значи законски основ постои за остварување на семејна пензија, со тоа што исто така се аплицира до фондот, се врши преглед на состојбата на здравствената состојба со приложување на потребната документација и може да се оствари правото на семејна пензија во таков случај кога станува збор за лице со попреченост. Лице со попреченост, да. Да, благодарам. Два пати ве прекина во однос на времените пензии. Долго време актуелна таа времената инвалидска пензија. Меѓутоа многу граѓани заглавија на тоа Да, прашање. што се случува? Се случува следно, значи некој лице ќе добие инвалидска пензија, во тој момент него му престанува работниот однос таму кај што работел и ќе прима определено време со тоа што после една година треба да отиде на контролен преглед, за тоа е времена пензија. На контролниот преглед ќе речат, повеќе не постои основот за да имате инвалидска пензија и ќе добие решение дека му престанува правото на инвалидска пензија. Тој поднесува жалба до второстепен орган, потоа иде на суд, а тоа тече едно 2-3 години, а него му се исплаќа пензијата. И ќе дојде у ситуација после едно 3 години, 4 да треба да врати огромен износ на средства. Народниот правобранител тоа го има детектирано уште пред неколку години и конкретна иницијатива беше проследена до владата, бидејќи имаме право да дадеме иницијатива за измена на закон кога сметаме дека постојната одредба создава проблеми за граѓаните и тоа беше проследено до Министерството за труд како ресор кој покрива и пензиското осигурување и до фондот за пензиско, каде што меѓу другите, да речеме, нашиот предлог беше во случај на времена пензија да се користи институтот мирување на работен однос
лицето нема да остане без работа. Кога се мирува работен не се плаќаат придонеси, значи нема трошок за два работодавач. За да не создадеме од друга страна социјален случај после укинувањето на временна пензија. Ќе зборуваме и за другите апсурди кога дел од граѓаните кои работели и во странство и во Македонија па имаат проблем да го внесат стажот кој им е заработен надвор во работа во странство. Меѓутоа претходно ќе вклучиме еден или двајца гледачи во зависност од времето. Повелете во програма сте, кој се јавува? Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Се јавуваме од Пробиштип. Добро, кажи. До Гостино и до вас. Благодарам. Би сакал да опрашам Гостинот. Сопругата имаше рак на двата јајника, оперирана е, при тоа е извадена матка. А бидејќи сега таа не е на работа, мораше да напушти работата, а сега за извадени органи и кажуваат од социјалното дека не ја следува никаков надоместок, па би сакал да опрашам Гостинот дали во тој случај ја следува надоместок бидејќи не е вработена и дали има право на некоја пензија или некој додаток бидејќи не е вработена, а има извадени органи, имаше зрачење и е фактички уништена на пола човек. Значи, надоместокот по основ на, како што кажа гледачот извади органи, повторно е поврзан со работен однос. Како што беше исто така соопштено, господјата не работела. Меѓутоа, постојат определени програми, здравствени програми за определени заболувања кои секоја година се донесуваат, евентуално дали има можност тие да се користат. Сепак тоа треба да се провери врз основа на документацијата. Од друга страна, господјата бидејќи како што рече дека беше кажано дека не ги исполнува тие услови за надоместок поради извадени органи, мислам дека можеби во делот на социјалната заштита, каде што има определени пакети, дал може да користи, да речеме, надоместок за нега од туѓо лице, дал може, бидејќи се не знам како се примањата во семејството, дали може да се аплицира за некоја социјална помош како гарантирана минимална помош, а за пензиското осигурување за секој што не е вработен, значи после навршување на оние 64 односно 65 години, постои можност да се оствари правото на социјална пензија, така што се вика, пак е тоа во сферата на социјалата. Добро, му благодариме на гледачот што се јави, му велиме добро утро и добро дојдовте на следниот гледач, повелете во програма. Добар ден. Сакам да поставам прашање следно. Син ми има право на користење на инвалидска пензија од работен однос. Сега сакам да прашам дали има едно прашање докуп на стаж, дали може дополнително да биде основицата поголема на пензијата, да докупиме стаж. Има 15 години, сега користи 10.600 има пензија, дали може со 5 години ако се докупи стаж, дали дава право прво законот? И второ прашање, дали може син ми бидејќи има таква диагноза, а он го стекнал инвалидската пензија по работен однос. Сега ја имам висока пензија. После мојата смрт, дали може син ми да ја наследи мојата пензија, да земе семејна, да се откаже од инвалидската пензија? Благодариме на прашањето. Значи да, јасно е. Поентата е да се зголеми пензијата на синот. На кој начин? Дали со докуп на стаж или да се наследи? Второто прашање е прашање на постапка, значи да се откаже корисникот од инвалидска пензија, а да ја наследи, така да кажеме, семејната пензија, која нели од постојната сегашна пензија на еден корисник се намалува, нели на некој си 80%. Семејна пензија, меѓутоа законот дозволува таква можност? Откажување? Треба постапка да се води во таков случај, потом, значи кога би се случило таа состојба таа. А за откуп или докуп на стаж моментално не постои законско решение, иако во минатите години имаше можност, особено кај оние граѓани кои не може да го исполнат основниот услов од 15 години работен стаж за да може да остварат право на пензија. Се надевам добивте задоволителен одговор. Дали имаме следен гледач или да продолжиме со неколку интересни теми? Да, во програма имаме гледач, повелете во програма, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Ке ме молам, јас имам 22 години работен стаж. Сега проблемот е што моето предпријатие кога не беше трансформирано се укина, како што знаете.
и при тоа ни се овозможи плаќање на тие години кои што не се платени придонесите. Тоа се направи по допуна на Законот за пензиско осигурување, каде што ние плативме придонеси 50% од просечната плата во минатата година. Сега, кога ми ја рачунаат пензијата, они не рачунаат тоа со 50%, туку рачунаат според Законот за пензија, кој што е 28, колку е, не знам ја точно. Кажете ми на кој начин да дојдам до вас, каде може да прашам, каде може да видам и да го проверам тоа. Затоа што документите се тие, ме разбирате, стажот е платен со 50% придонеси од просечната плата во изминатата година. Значи, кај нас може да дојдете во секое време. Може мене лично да ме побарате, телефонскиот број го имате, работиме од 8 до 16 часот. Меѓутоа... Канцеларијата на улица Македонија? Да, на улица Македонија, број 19. Мислам, нема да ја промашите, ќе ја видите. Слободно може да дојдете, да земете, се разбира, документацијата, да разгледаме све, па би добиле совест. Значи, дали треба да се отвори постапка, како да се отвори, на кој начин, бидејќи ние може да се инволвираме како институција, да помогнеме само доколку граѓанинот претходно има некоја, да речем, спорна состојба, односно аплицирал до определена институција и има проблем во остварувањето на правото. Да, бидејќи оценката на извештајот е дека институциите се многу бавни во тие постапки и многу граѓани заглавуваат со години чекајќи да си остварат своите права. Нека дојде господјата, слободно. Да, ете покана за гледачката што се јави да се обрати кај Драги Целевски во канцеларијата на омбудсманот на улица Македонија спроти спомен куќата на мајка Тереза. Добро утро и добре дојдовте за следниот гледач во програма сте. Ве слушаме. На прашањето или на човеков се на телевизија? Да, на телевизија сте. Драги Целевски е во студиото и ве слуша. Повелете. Добро. Значи, во врска со максималната пензија имам едно прашање. Видите, јас пред 6 години влегов во пензија со решение за максимална пензија. Добро. И пензијата ми се зголемува само процентуално како на сите пензионери, а слушам сега дека максималната пензија е зголемена и преку 50.000, а јас тогаш кога добив пензија, во решението ми пишува дека можам да остварам право само до максималната пензија. Тогаш беше 37.200 максимална пензија. Дали ме следува зголемување со максималната пензија или со ова нормалното зголемување на пензионерите? Благодарам за јавувањето. Не сум сигурен дека сте вие вистинската адреса во овој случај. Ќе се обидам. Како што ги знаете законите, ќе се обидете да му одговорите и на овој гледач, меѓутоа уште едно објаснување вака до гледачите кои имаат намера да се вклучат во натамошниот тек од програмата. За оние кои заглавиле пред надлежните институции, кои се обиделе и чекаат во лавиринтите на институциите да остварат некое свое право кое им следува од областа на пензиско-инвалидското осигурување или здравствената заштита, ве молам само кусо објаснување за гледачот кој се јави. Значи, заминувањето во пензија е поврзано со поднесување на барање. Со поднесувањето на барањето се започнува постапката, значи тоа е едно основен постулат на управно постапување, и важат законите во моментот на поднесувањето на барањето. Значи, конкретно на господинот, тогаш пред 4-5 години, како што наведе, кога била 37.000 максималната пензија, по тие основи, тие прописи во тој момент што важеле, го остварил правото на пензија. Исто така, како некој граѓанин кој остварил, да речеме, пензија пред 5 години, а таа понатаму минимална пензија, таа се зголемила, нормално дека тоа го следи со покачување. Не постои, значи, основ сега да ја оствари, односно да ја добие максималната пензија, сега мислам некаде околу 59.000, значи под фондот за пензиско што е, така да него му следуваат оние редовни покачувања, пресметувања, еве сега, значи, овие изминативе месец што беше најавено на 2 пати усогласување во текот на годината, значи редовните покачувања како за секој пензионер. Значи се е поврзано со моментот кога е донесено решението и остварено е правото на пензија. Благодарам, одиме со следниот гледач. Повелете во програма сте.
Добар ден. Добар ден. Вака, едно прашање. Јас имам туѓа нега. Имам и старата. Ми одземана деловната способност. Дали имам право, татко ми е починат, дали имам право да ја наследам неговата пензија, да поднесам неговата пензија да ја взимам, зашто јас не ни гласам во Република Македонија, сега Северна Македонија. И едно прашање имам до вас лично. Едно време, кога работел татко ми во жандармерија, им подпишувале договори дека и децата ќе бидат осигурени доколку немаат работа, дека ќе имаат право на пензија. Дали сум јасен во законот така подпишувале едно време? Сега, дали тие закони ги применувате само за поединци и ги наследуваат? Јас знам на многу луѓе кои ги наследиле пензиите на татковците и не работат ништо. А јас имам диагноза и сум малтретиран, тортура вршено 1000 пат. За туѓа нега взимам 4000. И тоа сакам да прашам сега, и поднесувам и ви вика донеси ги сите документи. Кои документи да ги однесам, јас не знам. Добро, ви благодарам на јавувањето. Господин Целевски, дали сте вистинска адреса, може ли му помогнете на овој гледач? Мислам дека прописите се јасни. Секој може да аплицира за остварување право на семејна пензија во состојба, еве како што и господинот кажа, починате родителот, а тој претпоставувам има туѓа нега и одземена деловна способност. Одземена деловна способност, значи тоа е, нели, таа се одзема со одлука на вонпарничен суд и остварува туѓа нега. Туѓа нега е друго прашање, тоа е право на социјала, висината таму се утврдува, меѓутоа може да се аплицира со соодветна документација која е поблиску до времето кога се аплицира. Што сакам да кажам, значи ако утре го поднесете барањето, да имате нови податоци за здравствената состојба и секако тоа решение за одземена деловна способност да аплицирате со конкретно барање. Има образци формулари кои стојат во фондот за пензијско, значи ако не во подрачна единица на фондот, да поднесе барање со тоа што ќе ги достави другите податоци што се потребни за неговиот татко, дека имал пензија остварено претходно и така натаму. И доколку настане спор, не верувам, да речеме, сепак може и да побара помош и од нас од кога ќе започне постапката и доколку се судри со некој си проблем со примена на законите и може да се обрати повторно и до народниот пробранител. Добро утро за следниот гледач. Во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Се јавувам во име на мојата сопруга. 80-тите години, таа 82-та, трета, преку Матица на иселеници и преку Министерството за просвета била испратена во Австралија да ги учи македончињата на македонски јазик. Бидејќи била преку просвета испратена, платата што ја примала во Македонија. Сега нејзиниот родител татко и бил инспектор во СОК и не лажеме. Како да во стаж не се влезени тие 3 австралиски години. А книговодителката тврди дека и во работничка книжка е запишано дека работела таму и нагласувам парите се примени и плата со парите се примени во Македонија. Добро, ви благодарам на јавувањето. Не сум сигурен. Претпоставувам и тогаш, нели, кога постоел СОК како една институција на платниот промет, нели, требало да се платат придонеси за било кое примање. Не знам дали располагате со податоци како било, дека сепак 80-82 година малку одамна, но Министерството за образование се уште постои, нели? Може би некој си потврди и некоја информација од таму да се земе дека госпоѓата, односно вашата сопруга, била во тој период преку државата, значи испратена во Австралија да учи деца, нели, на македонски јазик, и секако тие документи би можеле да помогнат. Не знам во кој дел е застојот во однос на СОК, бидејќи го спомнавте,
таа евиденција дали е пренесена и се чува во понатаму овој платниот промет, бидејќи станува збор за област образование, тоа е сега дел од плаќањата преку трезорскиот систем или како што идат. Меѓутоа, добро е да се започне една постапка, првично да се обезбедат податоци кој период вашата сопруга била во Австралија, колку биле примањата, дека викате во Македонија примина, тоа може да се, предпоставам преку банка било, може да се утврда состојбите колку биле примањата, за да се дојде до податок дали се плаќани придонеси. А ако не се плаќани придонеси, тогаш е сосема некоја друга постапка, предпоставувам би требало према тоа министерство што е спомнато да се води некоја постапка зошто не се платени придонесите, мислам што е основно. А доколку се платени, се утврди, не гледам пречка да бидат вкалкулирани во постојното, предпоставувам дека сопругата е веќе пензионер и да се калкулира во висината на сегашната пензија. Одиме со следниот гледач, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро. Се јавувам за сопругот. Значи, уназад 2 пати подаваме документи за инвалидска пензија, иначе со смерова болест почеток, така да сега стасавме и до Перени по потреба, не одбиваат. Значи, дефинитивно немаме никакво образложение за што е одбиено таков човек. Последно, значи што јас со своји очи го видов и го установив, ми побараа лична карта на комисија, им дадов личната карта, го прашуваат таму некои прашања, нешто точно, нешто неточно, човекот одговара, пошто се губи во простор. И му викаат стани, пушти ги рацете двете напред. Клекни, седни сега. И ми викаат можеш господја да го земиш и да си одиш. Го земам јас за рака си одам. После неколку време ми стасува писмо дека ја одбие. Сите специјалисти, сите доктори до сега што го прегледаа. Значи со последните сили, со вложување на децата, јас го носам по болниците, го молкнам како дете мало. И уште, на жалбата сега напишавме дека ќе дадеме предлог на народен правобранител за социјал и труд. Ќе барам човек да ги го подготви то предлогот. И никакво образложение немаме. Човекот има работен стаж на 62 години. Се работи најверојатно, еве го пунктира пред 1 месец, работи најверојатно за некоја смерова болест наследна, што никој не го посакува во животот тоа. Ја не знам каде да се обратам. Еве, дајте ми вие совет. Не знам, слободно дојдете кај нас, господјо, со документацијата, ако може да дојдете, како што беше соопштено на телефонски може да се обратите, меѓутоа, имајќи предвид тоа што го изнесовте, е добро да се дојде непосредно кај нас со целокупна документација, може да ме побарате мене слободно, да разгледаме, да видиме каде е застојот. Инаку, едно лице, доколку е одбиено од инвалидска пензија врз основа на негативен наод и мислење од комисијата, по протек од 1 година, согласно член 126 од Законот за пензијско и инвалидско осигурување, може повторно, значи, да аплицира, бидејќи има состојби кога, здравствената состојба се влошува кај одредени граѓани, може, значи, сам, може и од работната организација. Колку што разбрав во конкретниот случај, вашиот сопруг е дома, значи, вие, значи, сепак дојдете, како да видиме што може ние да помогнеме како институција. Бидејќи навистина и вие самите спомнавте дека ќе се обратите до народен правобранител, слободно дојдете. Проблем со специфична тежина, еве гледачката може да се јави уште денеска кај господинот Драги Целевски на 02-3129-335, локал 609 и да се договорат за натамошните чекори. Слободно. Добро утро, во програма сте на следниот гледач. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден, поздрав до водителот и гостинот. Се во името на сопругот. Тој има 99% оштетување на двете очи, а стаж има само 6 години. Ме интересира дали и кој е начинот да дојде до инвалидска пензија или ако не може веќе, дали после смртта на таткото може да ја наследи неговата пензија.
Благодарам за прашањето. Значи, и кај инвалидската пензија, освен стажот неопходен, нели, како што беше напоменато, е потребно да се има и мислење добиено, наоти мислење од комисијата, значи пред која се врши тој преглед со претходно доставена документација. Добро, гледачката рече дека е утврдена 99% попреченост на видот. Попреченоста не би требало да биде, се не знам колку има стаж. 6 години рече стаж и 99% проблем со видот, негледање. Значи, инвалидска пензија не би можел да добие, бидејќи има само 6 години стаж, меѓутоа, поради попреченоста може да оствари право на надоместок по основ на попреченост, бидејќи станува збор за тоа е по законот за социјална заштита, каде што определен износ на надоместок месечно добиваат лицата. Со оглед дека станува збор за 99%, како што е со соодветна документација и апликација пред Центарот за социјални работи во местото, во градот каде што живе, и да се проследи натаму постапката, ако има некој проблем, и по тој основ може да се обрати кај нас. За наследувањето од неговиот татко, тоа е сосема друга постапка, која да добие семејна пензија, како што беше соопштено. Тоа е постапка на која ќе се аплицира тогаш кога ќе се случи тој момент, значи, и исто така и тогаш е неопходно потребно да се реализира некој преглед, каде што ќе се констатира, значи како документ мора да има од таа комисија на фондот за пензиско, за да се оствари правото и на семејната пензија. За жал немаме многу време, ќе имаме можност да вклучиме уште еден гледач во програмата и потоа ќе мораме да го привршуваме ова денешно издание со господин Драги Целевски. Добро утро, во програма сте, повелете кој е вашиот проблем? Да слушаме? Да, добро утро. Добро утро. Се јавувам од Кавадарци. Имам проблем со наследна пензија. Сопругот ми почина на 59 години, со 40 години стаж и 2 години бенефициран. И сега пензијата ми е скината мене од 26.000 денара што требало он да земе, мене ми испаѓат 14.500 денара. Зошто е тие проблем така направен? Не ми е јасно. Добро. Па не знам, би требало да се провери. Значи, ово што го кажа господјата, со сите податоци, со решението кое било кога било утврдена таа пензија, како што беше стои, па сега, предпоставувам, треба да има ново решение со кое е намалена пензијата. Треба да се поднесе некој барање. Кавадарци има подрачна служба на фондот, значи може таму да се аплицира, да се однесе документацијата, да се започне постапката за проверка кои се причините за намалување, значи, на висината на пензијата. Секако може и слободно да се обрати и до Народниот парламент, да аплицира, може и електронски, значи имаме на нашата веб страна определени формулари со кои се иницира постапка пред Народниот парламент и доставување на таа документација која е проследена до надлежниот орган. Секако и со непосредно доаѓање се станува збор, нели, за Кавадарци да не е проблем, се разбира од таму. Најблиска канцеларија на Народен правобранител е Битола во однос на Кавадарци. Може и таму да се обрати, да речеме, да се заведе постапка. Каде ги носи патот гледачите таму? Може би поблиску до Скопје, побрзо до Скопје ќе стасаат? Да, може до Скопје, се разбира. Добро, за жал времето истече, немав можност да ја прашам каква ви е соработката со надлежните институции, онаму каде што заглавуваат граѓаните и колку имаат слух за вашите ургенции, интервенции, вашите представки што ги поднесувате, меѓутоа тоа во некоја наредна пригода. На крајот само уште еден апел до двете гледачки последни кои се јавија, како и до сите гледачи кои не успеа да се јават во програмата. Канцеларијата на Народниот правобранител работи секој работен ден од 8 до 16 часот. Вие можете и по завршувањето на емисијата со сите ваши проблеми на кои може да најдете поддршка и помош од Народниот правобранител да се обратите таму на улица Македонија спроти спомен куќата на Мајка Тереза или на телефонскиот број 02 3129 335 на локал 609 да го побарате господин Драги Целевски во обид да си го истерате вашето граѓанско право пред надлежните институции, иако немавте можност да се вклучите во емисијата. Емисијата е само начин да дадеме поголема артикулација на сите ваши права кои ви следуваат. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Господин Целевски, ви благодарам за гостувањето и за точните прецизни одговори кои ги споделивте со нашите гледачи. Ви благодарам и вас.